Бројните попусти и поволните цени се повеќе ги убедуваат граѓаните да пазаруваат онлайн, но онлайн купувачите да ги проверуваат продавниците од каде што сакат да нарачат производи, велат од Асоциација на трговија. Велат дека често поради неинформираноста на граѓаните нарачуваат од сивата зона на трговијата. Поплаките кои што доаѓаат до нас како од незадоволни трговци, тие се најчесто поплаки кои што доаѓаат од нерегистрирани трговци, односно тие во никој случај не можеме да ги наречеме трговци бидејќи се Facebook, Instagram препродавачи. Она на кое што често укажуваме ние како Асоциација за трговија, сите онлайн купувачи најпрво да ги проверуваат продавници од каде што сакаат да нарачаат производи и услуги, и тоа да не го прават од тие нерегистрирани Facebook, Instagram продавачи. Секогаш добро да се информираат кој правен субјект стои позади продавницата, од каде купуваат и да се информираат за нивните права како потрошувачи. Кога се нарачува од легален регистриран трговец, секогаш имаат право да се повикаат на регулативата и целосно да бидат обештетени, бидејќи регулативата ги штити потрошувачите. Проблемот се појавува кога неинформираните граѓани најчесто нарачуваат од сивата зона на трговијата, од таа зона која ние како асоциација и многу се бориме, односно нерегистрираните трговци и од нелојалната конкуренција на оние регистрирани трговци. Тие нерегистрирани трговци не ја почитуваат регулативата и токму поради тоа граѓаните се оштетени, но тие не се оштетени од трговијата, туку тие се оштетени од нерегистрирани некои препродавачи на социјалните медиуми. Токму затоа наш апел е секогаш кога се прави онлайн нарачка, тие добро да се информираат за правниот субјект кој стои позади таа продавница, да купуваат од веб сајтови каде што има интегрирано платежен процесор, да купуваат од трговци кои што се достапни во регистарот, кој што ние како асоциација го имаме и е достапен онлайн, каде што може да се проверат продавниците дали се регистрирани или не се регистрирани трговци и секогаш да проверуваат да читаат коментари, да ги гледаат ревјуата од претходни купувачи, дали се задоволни или не се задоволни. Струмичани велат дека нарачуваат онлайн и дека се задоволни од испораките. А кажете ми колку често порачувате и дали нарачувате онлайн преку онлайн продавници? Па не многу често, али се случува и да порачаме. Да има, да. Кога нешто например ќе нарачите, дали испорачаното ви стигнува како што сте го нарачиле, како што го виделе? Да. Задоволни? Да. Колку порачувате онлайн? Не многу ретко, понапад кога треба нешто може да се порача. Така. И дали кога веќе нарачувате нешто, дали испорачаното вие како што сте го виделе например? Да. Стигат кога треба се пакет, добро пакирано се. Сакам да кажам нема фалшеви така. Не, добро да се. А кажете ми дали порачувате онлайн? Не. Во 2022 година кон домашните трговци се слеале 394 милиони евра, додека македонските кон странските трговци потрошиле 156,2 милиони евра. Согласно овие податоци, евидентирано е пораст од 23% на вкупните онлайн трансакции во однос на 2021 година, велат од Асоциација на трговија.